Потхранувајќи го говорот на омраза, политичките представници предизвикуваат дестабилизација на земјата, со што се создава нов вид на омраза заради политичка припадност, сметаат експертите во анализата на Нова, поврска со изјавите на високи функционери на ВМРО ДПМН еден овиве кои поттикнуваат омраза со повици на линч, говор на омраза, закани до амбасадори, новинари и граѓани. Во последните 4 години има само 3 пресуди, една за говор на омраза и 2 за криминал од омраза. Хелсиншкиот комитет регистрирал 550 инциденти од омраза. Изостанува реакција од основното јавно обвинителство и МВР. Германската полиција денеска објави фотографија на осомничениот за нападот во Берлин на Божитниот Панаѓур, при што беа убиени 12 луѓе, над 48 се повредени. Во камионот со кој извршен нападот пронајдени се лични документи со податоци на тунижанецот Анис А, 24 годишен, роден во Татуин. Германската телевизија Арт објави дека новата трага води кон салафистичките кругови во Германија. Анис А е опишан како опасно лице и полицијата предупредува дека припаѓа на голема исламистичка мрежа. Поради недостаток на докази вчера е пуштен на слобода 23-годишниот пакистански азилант Навид Д, кој беше осомничен за нападот. Турските медиуми денеска објавија дека досега се уапсени 13 лица осомничени за поврзано со убиството на рускиот амбасадор во Анкара, а меѓу нив се родителите и сестрата на атентаторот. Турската ТВ станица Хабер објави дека 6 осомничени се уапсени во провинцијата Ајдин, каде што е роден убиецот Авлут Март Алтинаш. Агенцијата ТАС објави дека одговорноста за убиството ја презела терористичката организација Джейш ал-Фарах, претходно позната како Нусра фронт.